ова издание. Датумот за почеток на преговорите со ЕУ нема да биде подарен. Еднината на СЈО и чисти избори се дел од условите. Нова рунда преговори меѓу САД и Кина во Пекинг. Очекувања да се позитивни, но каков ќе биде ефектот врз светот ако двете економии не се договорат. 3 лица си ги одзедоа животите во САД за една седмица, како посттравматска последица од масовни пукања. Се соочували нацијата со здравствена ментална криза. Наскоро повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Ньюслеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. За да може да се надева на почеток на преговори со ЕУ, од Македонија се очекува да исполни најмалку два услова: да проложи работата на специјалното јавно обвинителство, но и чисти председателски избори. Сепак одлуката ќе зависи и од исходот на европските избори. Владимир Мирчевски јавува. Фери демократски председателски избори и законско решение за едината на СЈО. Тие се двете клучни точки од чие реализирање зависи можноста за земјава во јуни да добие датум за почеток на преговори. За начинот на кој ќе поминат изборите треба да се почека до 21 април, кога ќе биде првиот круг, но затоа за СЈО, Унијата, но и влијателни земји членки бараат работата да биде завршена што е можно побрзо. Одблиску ги следевме дискусиите за нацрт законот кои се одвиваа меѓу владата и главната опозицијска партија. Ги потикнуваме сите парламентарни политички партии, почитувани членови на собранието, позитивно да го земат во предвид усвојувањето на законот, се вели во денешната писмена изјава на евроамбасадорот Жбогар. На иста линија е и американската амбасада која ја сподели оваа изјава. Владата потврди дека меѓународната заедница инсистира на договор за СЈО. Не знам по кој пат ни укажано дека донесувањето на законот за јавно обвинителство, во кој специјалното јавно обвинителство ќе биде посебно обвинителство со траен мандат, односно постојано тело кое што ќе постои во јавно-обвинителскиот систем со конкретни надлежности е нешто што ќе биде услов за отварање на преговори со Европската Унија. Така што очекувам дека тие ставови на Европската Унија, тие укажувања ќе ги имаат во вид и представниците на ВМРО ДПМН. Додека власти и опозицијата се надмудруваат, земји од регионот, зборувајќи од сопственото искуство, порачаа дека за клучни прашања мора да има консензус. Хрватска, како и Македонија, го одреди својот пат и своето место кон западниот демократски свет. За прашањата за партиципирањето во најважните мултинационални институции имаше консензус во хрватското општество. Сепак, според дипломатите, исходот во јуни многу ќе зависи не само од домашната работа на Македонија, туку и од резултатите на мајските избори за Европскиот парламент. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Фејсбук забрани одобрување, поддршка и представување на белиот национализам, но и сепаратизам на оваа социјална мрежа. Забраната важи и за Инстаграм. Следи прегледот на вестите од САД и од светот. Facebook соопшти дека е јасно од овие концепти се длабоко поврзани со групите кои шират омраза. За нив компанијата вели дека нема место на нејзините платформи. Facebook има забрана и за говор на омраза базиран на раса, етничка припадност и религија. Едината на Брекзит станува уште понесигурна, откако британскиот парламент ги одби 16 различни опции за договорот за излегување од Европската Унија. Долниот дом го презеде Брекзит од премиерката Тереза Меј, која досега не успеа да обезбеди поддршка за тој да помине. Меј рече дека ќе се повлече од премиерската функција порано отколку што имала намера, ако законодавците го прифатат договорот што таа го преговараше со ЕУ. Европската Унија и даде на Британија рок до 12 април да се најде решение или ќе треба да ја напушти Унијата без договор, што би можело да доведе до економски хаос. Боинг соопшти дека е при крај со комплетирањето на софтверот за надградба на сигурносниот систем на авионот 737 MAX, а за кој постои сомнеж дека бил причина за двете последни несреќи токму со овој авионски модел. Извршните директори на компанијата во средата во Сиетл брифира околу 200 пилоти и директори на авиокомпании, информирајќи ги дека е извршено опсежно тестирање на новиот софтвер. Истражителите рекле дека забележале сличности во двете авионски несреќи и се сомневаат дека дел од системот на МАКС 8 постојано го туркал предниот дел на авионот надолу и покрај напорите на пилотите да ја задржат контролата. Боинг соопшти дека новиот софтвер е дизајниран за да го надмине овој проблем. Сепак може да помине известно време пред авионите 737 MAX 8 повторно да се вратат во воздух. Федералните регулатори во САД мора да издадат одобрение за надградениот софтвер и за пилотската обука. Исто така, новата програма треба да биде инсталирана на секој авион поединечно. Одобрувањето од страна на регулаторите во други држави варира од земја до земја.
Американските представници денеска се во Пекинг на нова рунда трговски преговори. Иако се уште постојат одредени пречки, САД и Кина се оптимисти. Пеци Видакусвара известува за очекувањата на двете најголеми економии. САД и Кина минатата година воведоа царини на производи вредни милиарди долари, со тоа влијајќи на пазарите, бизнисите и потрошувачите. Американскиот претседател Доналд Трамп засега изгледа дека не планира да се откаже од овие царини. Размислуваме да ги тргнеме дури за одредено време, бидејќи сакаме да бидеме сигурни дека Кина ќе се придржува до договореното. Во меѓувреме Пекинг од денес ги пречекува американските преговарачи на 8 рунда трговски разговори. Двете страни веќе постигнаа значаен прогрес. Аналитичарите пак се предпазливи оптимисти. Верувам дека овие разговори ќе бидат околу деталите за пазарите што би сакале да ги отворат, како и за тоа каква компензација САД би имале ако Кина не го почитува договореното. САД се обидуваат да го принудат Пекинг да ги промени, како што велат многумина, кинеските практики на субвенционирање. Кинезите мора да направат нешто за нивната затворена економија, за трансфер на технологијата, за кражба на интелектуалната сопственост, како и за регулациите кои ги исклучуваат не само САД, туку и други странски компании. Стратегијата има мешани резултати. Кина се согласи да го отвори пазарот повеќе, но не попушта во врска со обвинувањата за шпионажа, како што е во случајот Huawei. САД се обидоа да ги принудат европските сојузници да ја забранат кинеската телекомуникацијска компанија за обезбедување на нивната 5-димензионална мрежа. Европската унија сепак најави дека ќе дозволи да се инсталира опрема на Huawei. Разговараме за процес кој ќе биде базиран на детална анализа за можни ризици. По преговорите во Пекинг оваа недела, кинескиот вице-премиер ќе дојде во Вашингтон на почетокот на следниот месец за 9-та рунда преговори. За една недела во САД 3 лица си го одзедоа животот. Дали може да бидат спречени самоубиствата на лицата што преживеале или на роднините на убиените во масовни убиства? Златица Хоук има повеќе за оваа ментална криза. Една година по масовното убиство во средно училиште во Паркланд, Флорида, раните се уште не се залечени. На 17 март поранешната ученичка Сиднеја Јело наводно се самоубила. Незините родители велат дека имала чувство на вина и посттравматски стрес. Втор преживеан од Паркланд си го одзел животот истата седмица. Таткото на убиено девојче при масовно пукање во основно училиште во Конетикат беше пронајден мртов во неговата канцеларија. Најверојатно си го одзел животот. Многу луѓе кои поминуваат низ трагичен настан развиваат посттравматски стрес, кој што може да води и да заврши со самоубиство. Гейл Салц, професорка по психологија при Њујоршката болница, вели дека лице кое минало низ слична траума и самоубиство може да инспирира и други во слична ситуација да го сторат истото. Тоа е лице што веќе размислувало за самоубиство. Салц за Гласот на Америка вели дека е важно да се обезбеди итна постојана поддршка за лицата кои минале низ ужасна траума и блиските да ги надгледуваат. Новинарите треба да известуваат за тоа како самоубиството се одразува врз блиските на оној што си го одзел животот. Сакаме гласност, колку е ужасно за нив, за семејствата, за пријателите, за целата заедница. Пораката треба да биде насочена кон оние што размислуваат за самоубиство, дека тоа не е гламурозен акт. Салц вели дека стапката на смртност од самоубиства е во пораст во САД. Повеќето се извршени со оружје. За првпат во изминатите неколку години има пат на животниот век во САД, а главна причина се самоубиствата и смртните случаи со опијати. Тешко е да се процени колку од смртните случаи со опијати се самоубиства. Откако вториот преживеан од Паркланд се самоуби, сојузната држава Флорида повика на усвојување легислатива за одвојување повеќе ресурси за помош на менталното здравје за локалната заедница, во која лани беа убиени 17 ученици со масовно пукање. Тоа беше се за вечерва. Го гледавте Њуслеш на Гласот на Америка на македонски и јас сум Тоше Огњанов. Ви благодарам на вниманието и пријатно.